организација рековме дека се викаме Банка за храна на Македонија, значи првата во овој регион. Постоиме 2 години, 4 години како волонтери, меѓутоа 2 години на хартија што викаме. Од пред половина година сме и членка на Европските федерации на банки за храна. Значи во Европа има 241 банка, 240, ние сме 241-та во Скопје и 242-та како локална бранша е Банката за храна во Струмица, која рековме дека е поддржана од градоначалникот Зоран Заев и општината. Денешниот настан е еден од најголемите до сега што ги имаме направено, благодарејќи и на помошта од општината, на компаниите што ги спомнавме на презентацијата и секако QB Македонија, бидејќи донесе дел од средствата кои што како производи ги ставивме во пакетите на оние кои што им е потребно. Нашата цел и мисија е да направиме систем кој што континуирано 365 дена ќе се грижиме за оние на кои што им е најпотребно. Онолку колку што можеме, бидејќи свесни сме дека се поголемата економска криза зафаќа по други слоеви од граѓаните и секој ден се среќаваме со повеќе гладни. Можеби една мајца или една кошула ќе купиме еднаш во 2 години, меѓутоа храната е таа која што е есенцијална потреба за сите нас. Значи барем еден оброк кој што е неопходен за секој од нас како човек, како битие. Бидејќи сите граѓани пред уставот по член 9 се еднакви пред законите, мислам дека ние како граѓански организации, бидејќи произлегуваме од самите граѓани, треба да помогнеме на онолку што можеме на оној кој што ни треба. Храната е таа и во една максима која што ја прочитав на самата презентација, значи да бидеме сиромашни не е прашање на џебот, туку на духот. Оној што е сиромашен и гладен има само еден господар, но тој што е духовно сиромашен има многу господари. Значи тоа е и целта на нашата мисија и задача да преку еден континуиран систем обезбедиме храна. Само како податок, во наназад период време, значи во Македонија, за вас можеби ќе биде неверојатен податок, меѓутоа може да се искористи, преку 15.000 луѓе јадат 2 до 3 пати неделно. 2/3 од тие се деца. Тоа е една фрапантна бројка која што мислам дека треба ние како луѓе, како општество да поведеме грижа. Над 70.000 луѓе во Македонија се работат на неухранетоста. Сите знаеме што значи тоа, така да, ова е една прва поголема акција, се надевам, почнувајќи од Струмица, се надевам дека ќе продолжиме понатака, бидејќи имаме добри луѓе и добри организации на локално ниво, Сдруженијето на жени од Струмица, Уметност на живење исто од Струмица и секако институциите кои што во овој момент ќе ни поддржуваат. Така да, тоа е прилика нашата мисија и визија. Имаме на прашање колку е погодигнат степенот општествената одговорност на прехранбената индустрија, барем во тој контекст на вашата визија која што ја остварувате, или вие мора да инициирате кај да добиете одредени средства? Значи, тие како субјекти се општествено одговорни барем за овој проект? За овој проект ја кажав дека QB Македонија преку QB фондацијата од Англија дадува значајна сума на средства и секако општината Струмица донираше своји средства кои што од тие средства транспарентно, заборав да го кажам, најбитна е транспарентноста, бидејќи сите средства наменети за оваа акција се ставени во кутиите на самите сограѓани. Општествената одговорност кај компаниите е на многу ниско ниво, бидејќи имаме лош закон за донации и спонзорства, по кој што основ истите може да донираат на ваквите организации. Но се надеваме на поголем одзив од нивна страна, бидејќи сепак вие медиумите треба да го пренесете тоа во етерот, да они видат дека сме направили добро дело и тоа така иде. Значи вие како медиуми сте тие кои што треба да го дигнете гласот на оно што ние на скромен начин пробавме да доловиме и да им дадеме на оние кои што им е потребно. И се сметате алудирате на промена на законот за донации? Па он е веќе во етер да промена за законот за донации и спонзорства, бидејќи има одредби кои што не им одговарат на самите компании, кои што на некој начин се имаат мала барикада да го реализираат донираното. Меѓутоа имаме свесни компании во Македонија, сепак сме ние хумано и морално општество, затоа и нашата цел и настан беше денеска со хуманоста против гладта. Со тоа укажуваме дека сме тука и дека ќе продолжиме да работиме.